Повеќето луѓе ќе речат дека овој автомобил има многу енергија бидејќи се движи. Но каде е енергијата кога автомобилот ќе застане? Паузирај го видеото за да размислиш. Ако одбра дека енергијата е потрошена, зборот енергија го користиш во неговото секојдневно значење. Ако нешто има енергија, ние мислиме дека е способно да прави нешто корисно. Во основа, заменуваме гориво за корист. Кога ќе се потроши горивото, треба да платиме за ново гориво. Да го земеме за пример автомобилот. Во овој случај, каде е енергијата? Многу луѓе ќе речат дека е во нафтата. Но на нафтата и треба кислород од воздухот за да согорува. Така, енергијата е складирана се додека нафтата не дојде во контакт со кислородот. Ова хемиско складирање е само еден начин за чување на енергијата, но има и многу други начини. За да биде корисна, складираната енергија треба да може да се пренесе. Постои механички пренос, како при удирање на фудбалско топче, електричен, кога се користи струјата дома, со загревање, како во случај на готвење на шпоред, или со зрачење преку светлина или микробранови. Ајде да видиме како ова функционира. Замисли дека нешто се готви на шпоред на гас. Енергијата складирана во боците се пренесува со греење на термалната рингла до тавата со вода. Но дел од топлината ќе се изгуби. Сега, замисли дека користиш дупчалка на батерии. Складираната хемиска енергија во батериите се пренесува како електрична енергија до моторот, која претвора во механичка енергија со движење на дупчалката, а потоа се ослободува топлинска енергија, бидејќи дупчалката и ѕидот се загреваат. Мал дел од енергијата исто така се пренесува преку звучните бранови кои можат да ги загреат телата и околината, бидејќи звучните вибрации се абсорбираат. Со примена на диаграм може да се прикаже дека вкупното количество енергија измерено во џули е постојано при секоја промена, ако се земе предвид и делот од енергијата кој се губи. Овде е прикажан шпоретот на гас. Може да забележиш дека ширината со која е представена влезната енергија од 100 џули е еднаква на збирот од излезните ширини овде. Засега, запомни дека при сите промени, енергијата која се мери во џули не се троши, туку се зачувува. Но енергијата станува се помалку и помалку корисна и завршува како изгубена топлина во околината. Така, секогаш ќе треба да најдеме нов извор за повеќе енергија. А кога зборуваме за зачувување на енергетските извори, тоа едноставно значи дека треба да се внимава со нив и да не се користат многу брзо. За извори на енергија можеш да дознаеш повеќе во ова видео. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.